Нашен гостин е универзитетскиот професор Александар Атанасовски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Среќен празник на сите, среќна слава и среќен имен ден на именјаците. Да, денеска ославиме денот на светите Кирил и Методи. Само да поразговараме малку за нешто што не е зборувано. Знаете, кога кажете на историчарите, кажете нешто што не е кажано, они велат се е кажано. Но сега да ја прашам, од каде потребата да се појават светите Кирил и Методи во тоа време? Зошто се појавуваат, да речеме? Во историјата нема ништо случајно. Се е појавено. Ако не биле они, ќе биле некои други. Они се дел од политиката на Источната Римска империја, така наречена Византија, посебно од низината дипломатија. Византија има разработена на таква дипломатија кон соседите, што друга држава тоа не има. Кога е појака, ве напаѓа, ви продава мир. Значи ќе им платите да склучи мир. Кога е послаба, таа ќе ви плати, го купува мирот. За да ве придобие, или иде преку мисионерство, или преку политички бракови. Кирил и Методи се токму преку мисионерство. Иако не почнаа како мисионери. Методи почнал како воен управник. И тоа да ги брани пристапите кон Солун од нападите на бугарите. Во текот на таа кариера тој изгубил и жена и деца, разочаран од земниот живот, се повлекува во манастирот на Света Гора, Малазиска Света Гора, не ова во Грција. Брат му е професор по филозофија во Цариград. Уште додека овој бил овде, за да може да ги придобие овие овде, за да војуваат на страната на Византија против бугарите, вика, бе, ти не знаат ништо, вика, за Христовото име, за христијанството. Вика, ајде ќе ги покрстиме. Значи го праќа како мисионер. Методи се обидел, напишал закон за судење на луѓето на словенски јазик со грчки букви. Се испоставило тие луѓе тука по Брегалница, по Струма не знаат грчки. Тоа се да прашам. А како сега глаголицата? Глаголицата тек после доаѓа, кога дошол Кирил овде да му помогне на брат му, вика, ајде да видиме дали можеме да изнајдеме некое писмо што тие го разбираат. А словените на кое писмо пишували? Немале свое писмо овде. Или не им било дозволено да пишуваат. Пишувале со црти и со рески. Гатара, вика, четахон и гатахон, така стои во тоа. Значи, читаа и гатаа. И они текстови што ги имали. Сега, византискиот модел е, ако си христијанин, ти си цивилизиран. Ако не си христијанин, ти си дивјак. Само постепено идем. Првите нивни мисии не се на овој простор, туку се првата е на овој простор. Брегалничката е прва мисија? Да, таа е прва, па е сараценската кај арапите. Добро. Ајде се брегалничката мисија. Кого они требале да христијанизираат на овој простор, ако речеме ние, нели велиме, македонците се првите христијанизирани луѓе на овој простор уште 5 века претходно? Да, тука има нешто што не е кажано. Ајде да чуем. Значи, точно дека христијанството овде е најстаро на Балканот. И од тука се шири на секаден. Да не речеме низ Европа. Првото покрстување е тука. И од тука се шири секаден. И ги имаме базиликите од 4 век на сите страни во Македонија. Значи, тоа си течело така. Значи, луѓето овде биле христијанизирани? Да, се до продорот на готите, германските племиња, кои што и тие се христијанизирани во 4 век. Вилфилд ја преведува Библијата на така наречен готски јазик. Ако ќе погледнете, вика со готско писмо, писмото е кирилица. Во 4 век. Значи, она што не е кажано, кирилицата не е писмо на Кирил и Методи, глаголицата е нивното писмо. Сега, глаголицата, зошто се појавила и како се појавила, тоа не е кажано. Зошто е потребата од брегалничката мисија? Значи, го зборим брегалничка, тоа е границата во тоа време меѓу Византија и Бугарија. Да, таа област е погранична. Бидејќи тоа е периодот 845 година Бугарија склучува сојуз со Германија. И 845 тие разменуваат и дипломатски представништва и ја утврдуваат границата меѓу Германија и Бугарија.
Пред тоа бугарите се спуштени по реката Места до Филипи долу. Имаме надпис од 837 година дека бугарите се спуштени доле. Поради судирите со германците, 845 тие се повлекуваат од тие простори. И Византија сега бара начин како да се спречи повторно нивно ширење кон тие простори. И затоа го праќа Методи тука како управник, он е солунчанец. Он сам доаѓа без Кирил? Без Кирил е почетокот. Почетокот е сам Методи како воен управник, он има војно школа завршено. Тоа сепак не е она мисија на двајца како заедно. Значи не е заедно почетокот. Почетокот на мисијата, значи ова е воен карактер. Ќе го пратиме како управник, тој е нивни човек, он знае да ги владее. Кој тебе ќе те владее? Твојот, некој твој што те разбира, што те познава. Ама се судрил, како што ви реков, овие дел од тоа население тука не било покрстено, не биле христијани. Или пак и тие што биле не сакале да војуваат за интересите на Византија. Зошто вика тие нас владеа, зошто ние се бориме за нив? Како да ги натераш тие да се борат за туѓи интереси? Едини начин е преку зајакнување на христијанството. Таа мисија е успешна или делумно успешна или неуспешна? Делумно успешна, дел од тоа население е покрстено, тоа што не било покрстено. Збориме за словенско население. Да, словенското, така наречено словенското. Тоа се македонците, како не е македонско. Склав што е? Не, ама да не ја антички македонци и да не ја словени. чепкаме, нема антички македонци се склави. Римјаните кои ја подчинија Македонија. Елитата ја иселија во Рим, сите книги овде што биле ги однесоа во Рим. Ова население го нарекоа склави, односно робови. Најниската категорија во римската империја се склавите. Добро. Тоа што после германците и русите измислеа дека словените дошло зад Карпатите, тоа е чиста фантазија, такво нешто не постои. Ние робуваме на руските записи, во Русија словените отишле од зад Дунав, ама од оваа страна натаму отишла, не од таму наваму. Значи, овде имаме ние една вешта измама на германците да се прикаже дека тие не се криви за рушењето на римската цивилизација, туку тоа некои други го направи. Фактички готите тоа и вандалите го направи. Дозволно многу време да се побине на другите. Потоа одат во кај арапите, односно тоа има Тоа представа е чиста мировна, не оди Методи, само Кирил оди, не е сам, околу 40 на луѓе е таа мисија. А целта е, тоа е мирот меѓу арабјаните и Византи 856 година. Треба да се разменат заробеници и треба да се заштитат христијаните што биле починити на арапите. Тоа е веќе два века по создавањето на калифатите. Да. Има еден калиф тука кој што бил голем непријател на христијаните, он сакал сите христијани што се во неговата да ги направи, да ги предаде во исламот. Кирил е затоа испратен. Да дискутира со арапските учени, да ги убеди дека христијанството не е лоша религија, односно дека треба да се заштитат христијаните. И таа е успешна мисија. И потоа одат кај хазарите, односно кога се враќаат од таму, 961 година, некаде 860 година, русите се спуштаат, односно Киевска Русија се спуштаат од озгоре на Црното море, веќе доаѓаат и до Цариград, и Византија притисната сега бара начин како да се спротистави на тие нови народи. И требаат хазарите, а хазарите живеат покрај Црното море на Херсонес. И вика, слушај, дајте ние да склучиме сојуз со тие. И има тука едно писмо и од тие и од хазарите, и они се нашли во опасност. Вика, кај нас доаѓаат емисари од евреите, доаѓаат од арапите, тие викат примете нашата религија, овие вика примете нашата, пратете ни човек, вика да ни објасни вашата религија. Таму одат двајцата, Кирил и Методи се кај хазарите. И таа мисија е успешна. И тука има размена на заробеници, кога барал плата, кога му понудиле да му плата, затоа рече неќам пари, колку имате заробеници од Византија, ослободете ги. Тие се христијани. И ги ослободи, ги враќа. Тука е клучот што за време на таа мисија тој ги открива и моштите на римскиот папа Климент, кој што бил
протеран на времето, прогонет и починал на Херсонес и таму И бил тоа ќе им биде после запален. врската за Тоа ќе им биде врската за Рим. Третата и веројатно најважната мисија е Велика Моравија. Да, Моравската Зашто мисија. клучната и затоа денеска веројатно и честите Да. словаците има толку почит кон нив. Тоа е исто, тука има голема политичка позадина на таа мисија, не е само христијански просветителска, бидејќи Моравија веќе е христијанска Веќе е земја. христијанска, да. Таму германски свештеници го шират христијанството. Сега они барат на нивни јазик, вика на словенски јазик да ни се шири христијанството, демек. Од подоцнежните извори, писмата до папата, па и папата после контактите со Методи во Рим, ние дознаваме дека моравците праќале барање до Рим, да им овозможи нивни свештеници. Рим тоа не им го дозволи. Добро, и таму се за таа мисија се прави глаголицата, така? Не, глаголицата си направена за овие овде во Македонија. За Македонија? За Добро. тие таму е усовршена глаголицата. Брзото на кое писмо и како се прави, зошто? Врз база на кое писмо тој ден денеска е енигма. Гледајќи ги некои имаме многу малку остатоци од тие стари записи, тие оние неколку, така да ги наречеме, глоси, имаме некој прототип сличен на глаголицата тука, што наликува на старомакедонското писмо, од кое што многу малку имаме зачувано, реков римјаните тоа уништиле се, за да наметнат нивната култура и нивното влијание. Најверојатно се искористени некои форми од домородното писмо на античките македонци, прилагодено по Солунската област е тие, кои да се други. И од тука говорот е тој солунскиот, од Солунската област. Вие сте вика Солуњани и сите Солуњани чисто словенски беседуваат. Значи, што друго понатаму? Него, зошто велам дека има врска? Има еден податок во житието на Кирил, кога пристигнале во Рим, нели тие кога отишле во Моравија. Целта нивна е таму да се разбие бугарско-германскиот сојуз. Тоа е против Византија и против Чешка. Бугарија сака да искористи германците, фактички да ја преземе цела Македонија. Чесите исто се борат против германците, и сега Византија вика, чекај сега, кога овие се направија сојуз, мене ми треба контрасојуз. И Византија се сојузува со моравците. И затоа ги праќа тамок. Знаете што е парадоксално цела ситуација? Што писмото со кое фактички е од овие простори. Е од овие простори, но неговиот благослов во користење во црковната литература стига од Рим, а не од Византија. Тука е податокот, тоа што ви реков, има еден податок. Кога тие пристигнале во Рим, ги носат и моштите на Климент и биле обвинети од германските свещеници дека шират ерес. Папата наредил да се прегледат нивните книги, преводите. И пазете, вика, папата, откако утврдил дека нема ништо еретичко во нивните книги, наредил да се посветат. Како папата утврдил дека нема еретички? Папата ја познавал глаголицата? Еве прашањето што не е одговорено. Од каде папата знаел дека нема ништо еретичко, он ги прегледа писмите. Од тука мене иде идејата дека може би онаа старо писмо, они книги од тука што се однесени во Ватикан, Ватикан да ги користи после како реванш. А токму тогаш во Византија доаѓа на власт македонската династија. Тоа не е случајно. И Фотија и сите тие Василije I македонец. И она што е исто така околу нивниот свештенички чин, сепак тие не се клирици на Византиската црква, туку стануваат... Има пресвртница во нивната дејност. До 869-та. Кирил никогаш не станал, монах пред да умре станал само. Значи, Кирил е типично византиски мисионер. И он умре како византиски мисионер. По неговата смрт, положбата на таа мисија се менува. Тие веќе не се служители на Цариград, тие се служители на Рим. Папата го поставува Методи за архиепископ на Моравија и на Панонија. И он е сега во служба на денешната црква, што може да се каже чешки словенски. И затоа си го сакат чесите. Како тогаш ние велиме дека Свети Климент е првиот словенски епископ, ако тоа е грешка.
Ако Методий бил архиепископ пред него. А да, тоа е поинакво толкување. На овие простори може да се рече, ама тоа е знак прашалник. Ние имаме словен цариградски патриарх. Во Цариград патриарх по потекло словен. Значи, тоа е во онаа хагеографијата, кај што се тие извори, препишувачите си додаваат многу работи. Ние немаме оригинал од тоа време на 9 век ни едно житие. Сите житија што ги имаме се преписили од 13, 14 па 17 век. Крајот на Свети Кирил се знае, гробот му е тамо, ние нели одиме на со децении на чествување и затоа се вели уште во Југославија се одеше. Југославија, да. Но што е со Свети Методий? Уште како студент, кога бев, дојде еден археолог од Чехословачка тогаш беше Чехословачка, тој ни држеше едно предавање, баш во предавалната во која што сега јас ги држам предавањата, тогаш таму слушав, и тој зборуваше за археолошките ископини во пределот каде што се споменува дека е погребан Методий. Значи го барат градот Морава, таа големата црква. И тој рече дека според описите, они откриле некој гроб таму, ама забелја гробот е празен. Не нашле скелет. Дали е само некој фиктивно погребување? Дали моштите се извадени и пренесени на друго место, а не знаеме каде? Значи нема научна... Нема докажано каде му се моштите. Има запис дека е погребан, на погребот присуствува и Климент, и Горас, и Ангелар, и сите тие после што дојдоа во Бугарија од тамо. И некој од нив го пишува тоа житие. Се претпоставува дека е Климент. И тој дава опис каде што е. Ама што се случило со моштите, после никој не знае да каже. Таа црква е разрушена каде што бил гробот. Можно германските свештеници за одмазда и да ги уништиле моштите. Не знае. Добро, за крај само, да финишираме да направиме еден пресек. Што е најзначајното дело на двајцата браќа? Видете, делото нивно е непроценливо. Тоа си е општо европско. Јас така го дефинирам. И претежно во однос на воведувањето на христијанството, ако го гледаме тоа како позитивна работа. Јас имам една статија и објавенох, христијанизацијата, приоритет за едните, хендикеп за другите. Многу народи што го примеа христијанство се откажа од својата претходна цивилизација, својата култура, својата уметност, своето писмо. Меѓу нив и бугарите. Они се откажа од нивното писмо, они имаа нивно писмо. Кирил Методий не создадо бугарско писмо, бугарите имаа свое писмо. Но Бугарија имаше таа трагедија што нејзината она се прошири на територија која што црковно беше поделена меѓу Рим и Цариград. Еден дел припаѓаше под ингеренција на Цариград, другиот дел што е Македонија, поточно западно од реката Искар од Софија, тие припаѓа на Рим. Папата го назначува Климент за епископ на Стариот Илирик или на цела Бугарија, тоа како што нарекол, бидејќи прецизираме, тоа е уште периодот пред големиот раскол, да не помислам. Да, значи црквата е единствена. Значи единствена е црквата. Немаме тука сега некој ти ви ги вртиш водите кон Рим, кон католицизмот. Нема католицизам. Црквата е единствена, тек 1054 е шизмата. Значи црквата е единствена и папата си ги бара ингеренциите и си ги задржи ингеренциите да поставува свещеници на Балканот. И така доаѓа Климент овде и сега Симеон е принуден веќе, бидејќи се откажа од бугарската писменост, во бугарската црква христијанството се шири на грчки јазик, грчко писмо. И Борис го користи, и Симеон го користи, па дури и Петар го користи. Они тоа што викат дека кирилицата 890 нема врска. Тога е донесена една одлука државата да се вика Бугарија, пошто поголем дел Словенија веќе се во таа држава, јазикот да биде словенски, ама тој веднаш не бил воведен. Тоа се етапи, тек во второто бугарско царство во Бугарија ќе биде воведен словенскиот јазик како таков. До тога и... Добро, тоа е друга тема, ќе зборуваме на таа тема во друга. Благодарам за гостување. Благодарам и на вас за поканата. Заврши фестивалот на народни